Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Утре ќе се гласа на повторените избори за градоначалник во 4 општини во земјава. Во Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и во центар Жупа. На овие избори нема потреба од цензус. Гласањето почна денеска за одредени категории граѓани. Во 4 општини од Западна Македонија утре ќе се избира градоначалник, со што целосно ќе се заокружи изборниот процес од ланските локални избори. Станува збор за избор на градоначалници во Гостивар, Маврово, Ростуше, центар Жупа и Врапчиште. Ова се повторени избори, бидејќи во првиот круг од локалните избори одржан на 19 октомври. Во овие 4 единици на локалната самоуправа излезноста беше околу 30%. Тоа не беше доволно за избор на градоначалник, па целиот изборен процес започна одново. На утрешното гласање, согласно изборниот законник, нема да има цензус. За да биде избран градоначалник, доволно е еден од кандидатите да добие повеќе од половината од гласовите на излезените избирачи. Право на глас на повтореното гласање имаат околу 128.000 граѓани. Гласањето ќе почне во 7 часот наутро и ќе трае до 19 часот. Гласачите на избирачките места ќе се идентификуваат со важечки лични документи, лична карта или пасош, како и со уредите за биометриска идентификација. Бидејќи станува збор за целосно нов изборен процес, гласачкото ливче во овие 4 општини е различно од првиот круг, односно партиите и избирачите одново номинираа кандидати. Во центар Жупа на гласачкото ливче ќе стои само едно име. Во најголемата од 4 општини Гостивар има 2 кандидати, а по 2 кандидати има и во Маврово, Ростуше и во Врапчиште. Во дел од овие општини повторените избори, односно прегласувањето, се редовна пракса. Но пред утрешното гласање изборниот процес започна уште денеска. Според евиденцијата на Државната изборна комисија, право на глас денеска остваруваат 249 болни изнемоштени лица, како и 94 лица кои се во притвор или затвор. Најмногу пријавени за гласање во домашни услови има во Гостивар, пошто следуваат Маврово, Ростуше, Врапчиште и центар Жупа. Како што информираат ОДИК, гласањето за овие лица поминува без проблеми. Инаку ова се последните избори за актуелниот состав на Државната изборна комисија, чиј мандат завршува за 4 дена, односно на 15 јануари. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 18-годишник без возачка дозвола е лицето кое вчера смртно ја прегази 67-годишната Љуба Јаковлева кај трговскиот центар Беверли Хилс во Капиштец. 18-годишникот делото го сторил со возилото на неговиот татко, кој исто така бил со него во автомобилот. По чинот и двајцата ја напуштиле државава со друго возило подпомогнати од двајца скопјани. Тие двајца пак се уапсени и осомничени за помагање на сторител во извршено кривично дело. По 18-годишниот возач и неговиот татко е распишана меѓународна потерница. Избег од Македонија, возачот кој вчера кај трговскиот центар Беверли Хилс прегази жена која почина од повредите. Возачот со иницијали СС има 18 години и нема возачка дозвола. Заедно со неговиот 45 годишен татко, уште вчера ја напуштиле државата. Жената ја прегазил со пасатот на неговиот татко, но избегале од Македонија со друг автомобил Мерцедес. Полицијата, трагајќи по возилото, уапси 2 лица кои им помогнале да избегаат. Преку камерите на Безбеден град и дополнителни проверки на камерите од околните објекти, како и изјави од сведоци, утврдено е дека се работи за патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, собственост на БС од Скопје, а управувано од неговиот син СС. Возилото е пренајдено пред домот на собственикот, а тамо е затекнат СС, кој е приведен во полициска станица и со него е извршен службен разговор. Утврдено е дека возачот СС и неговиот татко БС со помош на ШП и АЈ од Скопје ја напуштиле државата во текот на вчерашниот ден. Полицијата распиша меѓународна потирница по 18-годишниот возач и неговиот татко. И двете возила, и Пасатот и Мерцедесот се пронајдени и се во полициска станица. Кривична пријава има за 4 лица, а против возачот е за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување на помош на лица повредено во сообраќајна незгода.
Сообраќајката се случи на улицата Народен фронт, а на местото, каде што беше прегазена 79-годишната жена, нема обележан пешачки премин, но улицата е фреквентна и постојано поминуваат и пешаци и возила. Иако се воведе SafeCity системот кој треба да ги заштити учесниците во сообраќајот, од почетоков на годинава има повеќе случаи на прегазени пешаци низ Македонија, од кои неколку завршија со смртни последици. Последната присуда за возачот кој го прегази Југослав Николовски на пешачката патека кај паркот на Франкофонијата и избега од местото, беше 11 години затвор. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Заштитата од пушењето ќе биде опфатена со целосно нов закон. Со предлогот се забранува пушење во сите јавни простории на секаков вид цигари, било класични од тутун, било електронски или вейп. Со ова решение се враќа дозволеното пушење само на терасите од угостителските објекти, доколку се отворени од 3 страни. Законот се очекува да стапи на сила од март. Од Туристичко-угостителската комора при ССК, кои ќе бидат најзасегнати од новиот закон против пушењето, велат дека идната недела ќе имаат состанок со угостителите и потоа јавно на пресконференција ќе ги изнесат нивните ставови. Нов, поригорозен закон за заштита од пушењето се очекува да стапи на сила во март. Според информации од здравствените власти, се планира забрана не само на класичните, туку и на електронските цигари, вейп апаратите и други уреди кои содржат никотин во сите угостителски објекти, фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе. Не смеат да се пушат цигари, ниту во автомобил ако има малолетно дете по примерот на Грција. Во рестораните и кафетериите ќе биде дозволено пушење само на терасите, ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии. Според надлежното министерство, целта на законот е намалување на изложеноста на чати аеросоли и спречување на нови генерации зависници. Предлог законот прво ќе биде објавен на ЕНЕР, па потоа ќе следи фаза на јавна расправа. По завршување на консултациите и вградување на релевантни забелешки, текстот ќе се финализира и ќе се достави во владина процедура. Предложените законски решенија се очекува да придонесат за намалување на ризикот од болести поврзани со тутун и никотин, да се поддржи откажувањето од зависност и да се постави систем